Cenite ni odat nagore, a standard od zabrzano se dviži nadolu. Ova je najvidljivo koga kupuvаме hrana koja od den na den za nas se poskapa. Цените са високи, кажем. Цените са високи секаде, покачени са без никаква причина и не знам на што се резултат. Секој ден у самопослуга, у било што кој продажен објект да улезеш, секогаш цените са променливи, се понагоре и понагоре. Не са ниска за високи, са дигнати нову. Тачно е. Сева ова е причина најголемиот дел од парите да ги даваме само за гола прехрана. Само за основните потреби, задоволување на према нашите примања, задоволување на основните потреби за живење. Нема луксус, нема култура, нема да одиш на опери тоа, нема патување, нема одмори, ништо нема, тоа е укинато више. Анализите на Евростат покажуваат дека во Македонија во моментов храната се плаќа речиси 70% од европскиот просек. Иако ова не става во редот на земјите каде се јаде ефтино, математиката излегува обратно ако се знае разликата во платите во Унијата и кај нас. Храната и во Европа и мислам во европските земји тука кај нас е иста. Па ја како што знам, што сум прашувала, негде исти се цените, негде тука дури се и поскапи, таму поевтини, некои. Например, да земемо за месо, картина, 4 евра, овде, а и в Словенија 4 евра. Платата е у Словенија 800 до 1200 евра, овде е од 200 до 250 евра прилика. Инаку, според последните податоци на Државниот завод за статистика, само во јуни во однос на мај цените бележат пораст и тоа главно кај храната. Пораст на трошоците за живот во споредба со претходниот месец е забележан кај свежото овошје за 3,7%, лебот за 1,6%, други прехрамбени производи за 1,1%, житата за 0,9%, месото за 0,6%, брашното и другите жита за 0,5%, замрзнатиот зеленчук, освен компирите и другите коренести плодови, шеќерот, джемот, медот, чоколадата и кондиторските производи, како и алкохолот, поскапеле за 0,3%, а маслото и маснотиите за 0,2%.